Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, почитуван премиер, колеги пратеници. Имав дилема дали да се јавам за збор на расправата на оваа седница од понеделникот. Меѓутоа, бев инспирирана од говорите на колеги пратеници и од опозицијата и од владеачкото мнозинство. Што би рекол нашиот премиер, колегите пратеници од левата и колегите на пратеници од десната страна во оваа собраниска сала. Колеги пратеници, соочени сме со носење на една многу важна, тешка, единствена, би рекла, историска одлука за иднината на Република Македонија. Одлука која што ќе значи крај, затварање. Одлука што значи решавање на еден долгогодишен, апсурден спор со нашиот јужен сосед. Колку и да е апсурден проблемот, тој представува наша реалност и ние сме должни, како одговорни политичари, да се соочиме со него. Тоа е реалност која цели 27 години представуваше кочница на Република Македонија за интеграција во Европската Унија и за интеграција во најголемиот воен сојуз на држави НАТО. И знаете, не е лесно да се борите со апсурдот. Некој да ви наметне промена на вашето име. 27 години заради овој проблем останавме заглавени во рововите кои сами ги ископавме. 27 години не се поместивме од мртвата точка и од земја лидер на Балканот станавме земја која бара приклучок со последните земји за влез во ЕУ и во НАТО. Мислам дека е време конечно да престанеме да фантазираме за победи и порази, за триумфи и катастрофи. Време е да преземеме вистински одлучен чекор за иднината на Македонија. Сите говоревте за договорот. Кога сме кај договорот, свесни сме дека не постои идеален договор. Самата дефиниција на поимот договор значи договарање, седнување, преговарање, изнаоѓање на заедничко решение. И кога странките се договарат, не постои победник во договарањето. Апсолутен победник постои само во војна. И тоа е страната која што извојува победа. Тоа е страната која што понатамо ги наметнува своите правила на игра, на слободи, на санкции, начин на владење по сопствен избор. Но, колеги пратеници, на крајот на краиштата сите војни завршуваат на преговарачка маса, сите војни завршуваат на зелена маса, на едната и на другата страна седнуваат страните кои што преговараат. И во интерес на договорот мора да се направи компромис. Едната страна прави отстапка за едно прашање, другата прави отстапка за друго прашање, за да се најдат некаде на средината и да направат договор кој што е општо прифатив за двете страни. Овој договор со Република Грција, преспанскиот договор, представува токму таков компромис меѓу двете држави. Ние добиваме гарантиран идентитет. Ние добиваме гаранција за македонскиот јазик, кој, иако беше внесен во Обединетите нации далечната 77 година, сега ќе биде без никаква фуснота, само во договорот стои забелешката дека потекнува од јужнословенските, припаѓа во групата на јужнословенски јазици. Ние добиваме државјанство македонско, односно коса црта граѓанин на Република Северна Македонија. Но, колеги пратеници, ова нема да стои само на хартија. Ова ќе има вистинска примена во секојдневниот живот. Јас би сакала да ве потсетам вас, како мои колеги пратеници, со кои сме членови на различни делегации, како представници на овој законодавен дом, како дел од парламентарната дипломатија, кога нашата држава ја представуваме на различни меѓународни конференции, состаноци. Имено, заедно со колегата Владко Ѓорчев и колегата Реджаил Исмаили, ја сочинувам делегацијата на Собранието, кое што учествува во работата на парламентарното собрание на ОПСЕ. Колеги пратеници, пред секоја делегација е поставено надпис со името на државата која што ја презентираме. Пред нашата делегација секаде стои надписот Former Yugoslav Republic of Macedonia.
поранешна Југословенска република Македонија. И ние сите тројца, како представници од различни политички опции, обидувајќи се да го докажеме нашиот патриотизам, со бел лист на хартија го покриваме она формар Југослав, за да во салата и на камера биде прочитано само Republic of Macedonia. Меѓутоа, никого со тоа не сме убедиле, ниту себе си, ниту странците. Затоа што официјалните службеници на првата пауза го симнуваат белиот лист хартија и ние пак стоиме зад надписот на кого пишува фиром. Затоа што официјалниот спикер кој што заседава со седницата или председавачот не најавува како говорници под представник, пратеник од формар Југослав Републик, од поранешна Република Југославија. И колеги пратеници, ние на тие настани говориме на некои од службените јазици. Воопшто има 6 службени јазици, јас говорам на англискиот јазик. Ке се согласите со мене во една работа дека секој од нас најдобро ја изразува својата мисла, суштината на она што сака да го каже, кога говори на сопствениот мајчин јазик. Договорот од Преспа ќе ни овозможи да говориме на нашиот македонски јазик. И тој јазик ќе биде преводлив на сите странски јазици. Да ве подсетам, дали не ви смета фактот што кога одиме на патување во странство на првиот влез во државата на аеродром, на пасошка контрола, ние се постројуваме на лентата каде пишува граѓани кои не се од земји членки на Европската унија. Треба ли да ве подсетам за фактот што секако како и на мене ви сметаше самолепливата трака ПГДМ, односно фиром, што ни ја става на нашите автомобили кога влегувавме во нашиот јужен сосед, а ќе се согласите дека поголем број од граѓаните на Република Македонија своите годишни одмори ги поминуваат во Грција. И да не зборувам за други парадоксални ситуации од уништувањето на возилата со црн спреј заради тоа што на регистарските таблички стои МК. Колеги пратеници, овој договор ќе ги разреши овие проблеми. Некој од колегите пратеници во дебатата овие денови говореше за тоа дека е привилегија што сме пратеници во овој парламентарен состав кога се носи историска одлука. И дека ова е тешка одговорност. Меѓутоа, од одговорноста не треба да се бега. Треба да се одлучи во наше име, во име на моите, на вашите, на нашите деца, во име на нашата Македонија. Јас само ќе ве подсетам дека политиката е наш избор во овој момент. И ние свесно влеговме во ова. Затоа наша работна обврска е да носиме одлуки. Влегувајќи во политиката како пратеници, требаше да бидеме свесни за ризикот кој што оваа професија го носи. Не секогаш во собранието се носат лесни одлуки. Убаво е кога носиме закони од сферата на труд, социјалата, од здравството. Тоа се закони кои што се обединувачки за сите, затоа што конкретно ги адресираат вистинските непосредни проблеми на граѓаните на државата. Меѓутоа, во собранието се носат и тешки одлуки, можеби ретко. Оваа одлука пред која денес сме испречени представува навистина тешка, историска, меѓутоа реална одлука. Постоеше дел од граѓани, политичари кои што мислеа дека како времето ќе одминува, нашите преговарачки позиции за спорот со Грција ќе се подобруваат. Меѓутоа, времето не демантираше. Јас би сакала да ве подсетам на сега веќе далечната 2006 година, кога посредникот, медијаторот Нимиц, како представник на Обединетите нации во овој спор, ја предложи двојната формула. Тогаш нас тоа не изгледаше многу тешко и неприфатливо. Денес, после 12 години, ние сме соочени со прифаќање на име кое што ќе значи ерга омнес употреба. Значи и за внатрешна, и за надворешна употреба. Затоа, колеги пратеници, сметам дека треба оваа можност да искористиме и да ја донесеме вистинската одлука. Нема да биде прифатен во старт договорот можеби од сите граѓани. И сите договори покажала историјата дека во старт не биле поздравени, не биле прифатени со еуфорија. Примерот со Охридскиот рамковен договор, например. Примерот со Законот за употреба на јазиците 2009 и 2011 година. Меѓутоа, како времето одменувало, тие закони представувале сериозна демократска предобивка за граѓаните на Република Македонија. Овде
Сите во своите говори се повикуваме на иднината, за нашата иднина со семејствата, за децата. Знаете, таа иднина за мене представува особен предизвик. И јас, како дел од колегите пратеници, меѓутоа и како голем дел граѓани, ја делам судбината да се радувам 2 пати, 3 пати во годината, кога ги пречекувам децата на аеродром за да се вратат дома. Животот се сведува на пречеци и на испраќање. Меѓутоа, уште попоразителен ми е фактот како родител, како политичар, да не успеете еднаш на 2 години да го соберете вашето 4 члено семејство на заеднички ручек. Токму во тоа име, во името на децата, сакам Европа да дојде овде, во Македонија, овде да ги донесеме европските вредности. И затоа, особено се обраќам кон колегите од опозицијата, ова е момент кога треба да бидеме на нивото на историската задача и да престанеме да правиме политички калкулации за нашата политичка кариера и да ја донесеме одлуката. А одлуката е толку близко, просто е опиплива. Преговорите со НАТО почнуваат веќе од утре, од четврток. Со подпишувањето на протоколот и ратификација на договорот во Република Грција почнува овој проект да функционира. Меѓутоа, колеги, да ве потсетам дека и поддршката од меѓународната заедница никогаш не била ваква каква што е сега во овој момент. Сите коцки на мозаикот се поклопени за да се создаде конечната слика. Никогаш толкав голем број на политичари не застанале за решавање на овој спор. Во нашата држава дојде европската политичка елита, дојдоа највисоки представници од Стейт Департментот и безбедносните структури на Соединетите Американски држави. Да ве потсетам на пораката што вчера ја испрати помошникот државен секретар за Европа и Азија, господинот Вес Мичел, за шансата која што можеби нема да имаме во следните неколку децении. Овој договор представува сериозен политичко-безбедносен и дипломатски проект. Тој е договор кој што носи раскрстување со националистичките и регресивните сили кои што се плашат од влезот во ЕУ. Се плашат од вистинските европски вредности, каде нема простор за коруптивно владење. Туку сите граѓани ќе бидат еднакви пред законите, почнувајќи од земјоделецот во Малешевијата, текстилецот од Штип, наставникот од Струга, лекарот од Струмица, но и на носителите на највисоки државни функции, вклучително премиерот и председателот на државата. Вредности кои што ќе значат вистинско владење на правото, вредности кои што ќе значат независност на сите 3 нивоа на власта, на законодавната, на извршната и судската власт. Вредности кои што на крајот ќе значат слобода на говорот, слобода на медиумите и слободно изразување на собствената мисла. Колеги, политиката не представува ништо друго, метафорички да се изразам, освен спуштање по една слаломска патека. А дипломатската вештина се состои точно во виртуозното минување на изразните врати и препреки со кои се испречуваат на патот, меѓутоа со брзина која што нема да ве изфрли од патеката, а сигурно и безбедно ќе ве доведе до целта. А целта ни е многу јасна, многу светла и единствена. Барем за овие 2 работи и власт и опозиција и целата држава имаме национален консензус, а тоа се влезот во ЕУ и НАТО. Ние како избраници на граѓаните треба да се носиме со задачата што ја имаме. Треба да покажеме лидерство, а лидерството представува визија, мудрост и одговорност. Визијата на сите е заедничка, Македонија во ЕУ и НАТО. Мудроста е ова што сега се случува овие денови во законодавниот дом. Да заедно едни со други застанеме на браникот на Македонија и ја донесеме вистинската одлука за реализација на нашата визија. А кога сме кај одговорноста ќе ја понесеме сите. И јас одговорноста ја гледам на 2 начини. Одговорност е
Ако притиснеме на зеленото копче, избереме Европска Македонија со европските вредности за кои што претходно говорев. Една демократска, современа, просперитетна, економски моќна Македонија, или одговорноста е уште поголема ако не притиснеме на зеленото копче. Ако избереме Македонија во изолација, Македонија која што е заглавена на квазипатриотски позиции и држава во која тешко се расчистува со корупција. Сакам на крајот, колеги, да порачам пред се, повторно ќе се обратам на колегите пратеници од опозицијата. Колеги, доста беше пркосење, доста беше и наетење. Доста беше поделби и подгревање на омраза, нетрпеливост, гнев и насилство. Едноставно да направиме избор, да се качиме на возот што ќе не однесе во Европа. И немаме дилема дека овој пат ќе биде тежок, напорен, со многу препреки, но овој пат е извесен. Пат на чиј крај ќе бидеме земја со добро организиран и квалитетен здравствен систем, во чиј центар ќе биде пациентот. Со добро организирано образование кое што ќе продуцира квалитетни, образувани кадри што ќе одговорат на потребите на пазарот на трудот. Држава во која ќе се создаде поволен амбиент, како за домашните, така и за странските инвеститори, и на крајот држава во која ќе владее правото, во која ќе има институции од доверба. Ќе завршам со латинската. Алеа јакта ест. Колеги, ова е нашиот Рубикон и од тука нема враќање назад. На потек сме ние, пратениците. Одлуката е наша и сега. Одлуката е за Македонија.